Голем број на сточари и граѓани уште рано изутринаве се упатија кон сточниот пазар во Битола или да го продадат својот добиток или да набават некое ново животно. Она што сточарите се жалат е малата заинтересираност од страна на купците со оглед на тоа што има голем број на животни, а тоа се должи на тоа што повеќе од 4 месеци сточниот пазар беше превентивно затворен поради појавата на болеста чвореста кожа. Тој беше проблемо. Што беше затворен, сега стока се натрупа одма, нема на кој ќе му продаде стоката, на никој. Така, значи денеска слабо оди. Катастрофа. Имавме 20 цели на дома, продавање никако, крави имавме што треба се продат, нити е ништо, беше проблем голем. Така, денеска како оди продажбата, задоволни? И денес не е задоволни, многу крави, има повеќе од 80, може и 100 да речеме, телина исто така, не оди, не, слабо пазар. Вие купувате денеска, продавате? Купувам. Да, еве камион ми е полн. И уште ќе купувам. Оти сега дојде празникот и мора за празник да има меса. Излегов да видам како оди. Работа порано каса питака ме интересира породинска кланица и према тоа дојдов да видам како се движи цената. Директорот на јавното предпријатие Пазари Сашо Стаматов истакна дека доколку сточарите сакаат да продаваат своја стока на пазарот во Битола, ке треба со себе да понесат сертификат за вакцинација на добитокот. Во спротивно, без соодветни документи нема да бидат примени. Треба да поседуваат за својата стока која што носат сертификат за секој грл од добитокот и нормално каде што ќе биде наведено дека истиот тој добиток односно говеда се вакцинирани и имат поминато минимум 28 дена од самата вакцинација. Првиот пазар кој што го имавме после долгиот застој беше добар за јавното предпријатие Пазари, исто така и за сточарите. Така да немавме никакви проблеми околу рестартирање на самата работа во сточниот пазар во Битола и се надевам дека понатаму ќе продолжиме со нормално функционирање и работа. Сточниот пазар во Битола повторно започна својата работа на 23 август по донесување на решение од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија со кое се укинува претходно донесеното решение за затворање на пазарот како превентивна мерка заради безбедносни причини со појавата на болеста јазлеста кожа. Загубата на јавното предпријатие Пазари во 4-месечниот период додека беше затворен сточниот пазар се проценува на околу 530.000 денари.